Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Продолжуваме со нашата традиционална емисија посветена на македонските спортски легенди. Сега со задоволство ќе ја представам следната легенда која ќе ни ја раскаже својата спортска историја. Тоа е човек од кошарката, сите добро го познаваме и да не должам многу, тоа е популарниот Тоше Тодор Гечевски, кошаркар кој остави голем печат не само во македонската кошарка, туку пошироко и во европската. На многу надпревари играјќи за репрезентацијата на Македонија беше меѓу најдобрите, а на многу надпревари играјќи за своите клубови од Македонија и од странство, каде што посебно се истакна во Задар, еден кошаркарски центар во поранешната држава, беше играч за кого многу се говореше ширум европските простори, па и пошироко од тоа. Тоше Гечевски, реков, е нашата следна легенда. Со задоволство ќе го водам овој разговор со него, зашто го знам уште од неговите почетоци, потоа како се движеше неговата кариера, а кога спомнав дека е еден од најдобрите наши играчи, да кажам дека е и рекордер по бројот на настапите во државната репрезентација на Македонија, вкупно 89, а што се однесува до прецизноста, тој е трет стрелец во нашата репрезентација после Петар Наумовски и Врбица Стефанов. Веднаш тука е Тоше. Тоше, добро дојде во емисијата. Ми представува навистина задоволство да разговарам со тебе. Па сега, на почетокот би те прашал, сите очекуваа во Кавадарци кој те гледа како растеш, како на тиквешко грозје од година на година, се повисоко и повисоко, ти се издигнуваш и стигна до 2 метри, чина ми 9 сантиметри. 9-10. Така, официјално така е оваа бројка што ти ја кажав. Сега, и сите очекуваа нормално, не да одиш во фудбалот, може би во ракомето да, ама веруваа дека местото ти е во кошарката, а најмногу веруваше во тоа познатиот професор Пецов, кој те доведе во кошаркарската сала и кој ти ги покажа првите кошаркарски елементи и од тогаш почнува да се ткае твојот, би рекол, кошаркарски живот. Па како беа тие почетоци, Тоше? Добар ден прво, да кажам. Благодарам за поканата. Морам да кажам дека не се чувствувам како некоја спортска легенда. Едноставно сум спортист, кој што колку можел, толку дал и за клубовите из Македонија и клубовите за кои сум играл, а исто така и за македонската репрезентација. Почетоците се тие во Кавадарци, роден сум од Кавадарци, од спортска фамилија, татко ми играл кошарка на времето, така сум почнал и сум засакал кошарката и сум тренирал уште од мали нозе, сум бил по салите, сум гледал, сум трчал околу другите и така натаму. Тоа е тие еден период каде што Димитар Пецов ме зема секојдневно да тренираме и тогаш се створи таа една екипа која едно 6-7 години трениравме заедно, имавме доста успехи во тие училишните надпревари како екипа, затоа што во тој период и доста беа ретки тие младински надпреварувања. Знам дека игравме регионално со Битово, со Прилеп. Ти играше за Тиквеш тогаш, Тиквеш беше клуб. Да, за Тиквеш. И не е како сега, секоја генерација има нели посебно надпреварување и поголем број на надпревари, тогаш беа ретки не секоја година. Меѓутоа заедно игравме доста многу во училишниот спорт, поготово во тие средни училишни игри, таму имавме доста успехи и тука брзо
прва година средно Димитар Петров ме префрлига во првата екипа, каде што нормално на почеток само трениравме, учевме од постарите, додека од следната година имавме и среќа, посебно јас имав среќа, каде што тројца од првата петорка на екипата на Тиква што отидоа во војска и тогаш се остави Место се отвори и влета Торше. И поголем простор, поголема минутажа за нас и така да низ треники, низ надпревари почнавме ние да растеме како играчи. Во тој период Благоја Георгиевски Буштур, тогаш тој ме виде, ме примети и дојде тука Вадарци да ме побара за таа кадетска репрезентација во која како федерација тогаш доста вложија и таа генерација ние поминавме од квалификации на крај стигнавме до 4-то место во Европа. И така се тие мои некои почетоци во Кавадарци. Добро, кажа за Кавадарци, меѓутоа еве јас сега кога говореше за кошарката во Кавадарци, во меморијата имам зачувано нешто и се ми се чини дека Кавадарци и Куманово беа единствените градови во тие давнешни времења кои организираа и зимски кошаркарски турнири. По тоа се сеќавам, сум бил на таков турнир во Кавадарци, ти можеби и си бил детенце тогаш, не си се сеќавал дека тоа се одржува, а и работнички еднаш кога беше казнет за некој инцидент во Скопската сала, 1 или 2 надпревара од првата лига одигра токму во Кавадарци. Зборот ми е дека Кавадарци е сепак град со кошаркарска традиција. Па сега, ајде да видиме, продолжи околу твојата кариера, Тиквеш кажа, меѓутоа после како се движи твојот кошаркарски пат? После Кавадарци, тогаш во тој период имав некои понуди, меѓутоа не се одлучив да одам у странство, имав понуда од Цибона, од ФС Пилсен, имав понуда за коледж во Америка. Меѓутоа не се одлучив да напуштам Македонија. Следна дестинација ми беше Николферт Гостивар, каде што играв следните година и пол, па после имав едно полусезона во МЗТ, па се вратив уште година дена во Николферт. После Николферт, на покана на Заре Марковски, бев во Авелино. Од Авелино следната сезона бев во Германија, каде што клубот после 3-4 месеци на полусезоната некаде ради финансиски проблеми пропадна, беше затворен и од таму се вратив у работнички да ја доиграм сезоната. Во Германија клубот беше Хаген. Хаген, да, Хаген. Бренд Хаген. После работнички, тогаш одам за Задар, таму се задржав 5 години, после Задар 2 години во ПАОК, па 3 во МЗТ и последната пак во работнички. Така да, во главном тоа е тоа. Така течеше твојата кариера и во тој период ти освои многу титули, 7 во државните првенства на земјите каде што играше, Македонија и Хрватска, а исто така 8 или 9 купови во истите земји, што е за еден спортист голема работа да се освојат толку трофеи во националните првенства, и не беше само тоа, на неколку надпревари, оние решавачки, беше прогласуван за MVP играч. Ти го освои Суперкупот еднаш на Македонија, беше прогласен за најдобар кошаркар во 2012 година, а беше 5 години, бидејќи ги наброја и клубовите од странство, да кажам, дека 5 години беше прогласуван за наш најуспешен интернационалец во тие клубови. Сега да кажам и тоа, дека беше една година во првата петорка на Евролигата, што не е мала на Улеп работа. купот.
Улеп купот, не на Евролигата, јас не сум играел во Евролигата. Во Еврокупот. Во Еврокупот, Во да. Еврокупот беше во најдобрата петорка во да. таа сезона. Сега, ајде од овие што ги наброја да одиме по ред после Никол Ферт, односно Тиквеш, Никол Ферт, па во Италија, во Авелидо. Зошто не се задржа таму подолго? Моите настапи веројатно не беа доволно добри за тие да ме задржат, затоа што тогаш во тој период во Авелино имав, да речеме, некој просечен настап, имав мала минутажа, имав мали резултати и после тоа веројатно клубот не бил заинтересиран, немав јас понуда од нив да останам подолго. Ја добив понуда од Хаген. Иако у тие период и кога пропадна клубот во Хаген, добив некои други понуди во Германија, меѓутоа некако разочарувачки ми беше тоа што клубот пропадна, затоа што таму настапував многу подобро отколку што настапував во Авелино. Имавме доста солиден успех додека траеше таму сезоната. И беме на едно повисоко ниво од она што клубот воопшто очекуваше од нас како играчи. Меѓутоа, после тоа некое разочарување за тоа што клубот пропадна, добив една солидна понуда од работнички и се вратив тука. Се беше во ред, имавме добри резултати, игравме тој FIBA куп, стигнавме до тој еден предфинален турнир во Турција. Го игравме, на крајот изгубивме у последната секунда со кош и не се пласиравме на Final Four, што требаше да биде во Франција. И после таа полусезона у работнички, каде го освоивме купот и првенството, дојде онаа понуда од Задар. Тогашен директор на Задар беше Пино Јосип Џерџа и тука почнува таа моја кариера на година на едно повисоко ниво, во еден посериозен правец. Таму останав 5 години, имав солидни настапи таму. Ден денеска се враќам таму, ден денеска имат луѓето Торнадо и луѓето во Задар имат големо почитување за она што таму го направив. Јас и целата моја екипа заедно таму освоивме првата титула на Задар во независната Хрватска држава. После освоивме уште една титула, освоивме 3 купа, така да станав еден од милениците на навивачката група Торнадо од Задар. Колку што следевме, ти беше еден од клучните играчи на Задар. Задар е клуб град со голема кошаркарска традиција, еве го спомна Џерџа. Џерџа беше стандарден репрезентативен само во 60-тите години. Тој настапуваше и за репрезентацијата на поранешна Југославија, кога во Белград на Европското првенство за прв пат беше освоен и бронзен медал. Џерџа беше бек така креатор на играта, со Басин од Љубљана заедно тандем беа. Кај нас нешто слично играше и Ацика, Цију Књазев. Таа тројка беше една од најпознатите бековски тројки во поранешната држава. Во Задар, во тој период, кои беа вака играчите покрај тебе, што ги постигнува, еве, тие и беа заслужи за постигнување на тие успеси и усвојување на титулата државен првак и победник во купот? Првата година наш најдобар играч беше Марко Банич. Он мислам беше и прогласен за MVP на финалето против Цибона. Тука беше и Наглич, Штенбергер, Џуби Џонсон, Хил, Владович, Пралја, Барач, Лалич, што играше за МЗТ, додуше тој беше тогаш уште млад.
Следната година дојде и Дамир Тврдич. Низ годините се сменија повеќе странци, имавме таа четвртата моја година таму, тогаш го освоивме и купот и првенството во Хрватска, тогаш беше Џуби Џонсон како странец и Кори Бруер беше плеймейкер и како некој воđа на екипата. Тогаш бевме и во регуларниот дел и втори во АБА лигата. Така да таа е една од поуспешните сезони. Во принцип тоа се играчите кои во главном го носеа товарот на екипата на Задар. Се смене и повеќе тренери. Првата година беше Рудолф Југо, после беше Владо Вањак, Петар Поповиќ, Ацо Петровиќ, братот на Дражан Петровиќ, кој сега водеше првично репрезентацијата на Бразил, сега репрезентацијата на Хрватска, кој сега се наоѓа и на позиција за спортски директор на Кошаркарската федерација на Хрватска. И на крајот дојде Змаго Сагадин и тогаш јас одлучив дека морам да го напуштам Задар, затоа што тоа е едини тренер што во кариерата не сум можел да соработувам со некој, иначе со сите сум имал многу коректен однос и никогаш не сум имал никакви проблеми со било кој тренер, освен со него, и затоа одлучив да го напуштам Задар. Не си единствен што ова го слушам за Сагадин и други го кажале. Може би бил некој чуден човек што не можел да се вклопи во системот на екипата и да изгради така една хемија меѓу играчите, но тоа е тоа. Направил име и одеше од клуб во клуб и беше тренер кого го бара сите, меѓутоа не знам. Еве и ти си имал со него некои недоразбирања, а да кажам, бидејќи ја спомна АБА лигата, Јадранската лига, дека ти се уште си рекордер по бројот на скоковите во една сезона, се уште го држиш тој рекорд, 1300 и не знам колку беше скокови, а си се уште рекордер на сите времења од формирањето на АБА лигата по бројот на поените по скокови, што го водат, ми се чини, словенците, тие педантно ги водат тие евиденции околу кошаркарите, нивните настапи, минутажите, скоковите, кошовите, па и тука си прв, значи може да се пофалиш дека навистина си дал максимум во надпреварите од АБА лигата, која е многу популарна во последно време, не во последно, не, туку години наназад. Сега да ми кажеш, бидејќи Задар имаш убави доживувања, Задар секогаш беше во врвот, тука беше и Шибенка, тука беше и Југопластика, вака ги редав оние од Далмација клубовите, да покажеме дека навистина кошарката таму вирееше и беше многу квалитетна. Ајде некој надпревар со Југопластика или со Шибенка, многу интересно тоа, бидејќи тоа беа и дуели меѓу гледачите. Во главном тој е ривалитет измеѓу Сплит, Задар и Цибона е постојан. Со тоа што зависно од годината и од средствата и од генерацијата што имат нели на своите играчи, секој од тие екипи има еден свој период. Првичниот период е на Задар, каде што биле нели на почетокот Јосип Џерџа и Ќосич, каде што тие предначеле пред Сплит и Цибона, после тоа е Цибона со Дражан Петровиќ со своите 2 титули европски шампиони и нели титули во Југославија, а после доаѓа Сплит со Кулкоч, со Раѓа, со таа генерација кои освојаат нели уште 3 титули европски шампиони, и тие ривалитет е постојан како на теренот, така и меѓу навивачите. Меѓутоа, најголем ривалитет е, поготово и нели квалитетот на екипите беше Задар Цибона, а исто така навивачки беше измеѓу Шибенка и Задар. Мене ми беше чудно тоа што првиот пат, првата сезона, првиот пат кога отидоме во Шибенка,
да речеме, нели, тој ривалитет измеѓу Хрватска и Србија од секогаш бил и на кошарка, и меѓу кошарка, и меѓу фудбал, и меѓу се, меѓутоа никогаш нас, кога сме одели у Белград или низ Србија како екипа од Хрватска, немало толку полиција колку кога игравме у Шибење. Поготово претходната година, пред ја да дојдам, автобусот бил кршен од навивачите на Шибењка и ние во салата беме однесени со полициски комбиња. Автобусот беше паркиран горе надвор од градот и публика, нас не досеа со полициски комбиња до салата и така не изнесува. Кој победи? Ние победивме, беме подобра екипа тогаш и победивме, меѓутоа уште на почетокот кога направиме некоја разлика почнаа да фрлат бакли, па тоа се вика куди шебица, па се запали паркетот на едно место, па почна да дими, па се испразни салата и така завршивме, надпреварот го завршивме без публика. А со сплитјаните имаше така? Не, со Сплит не. Дуели меѓу гледачите? Меѓу гледачите не. Сплит Торцида не доаѓаше, и кога доаѓа, они се, нели, како далматинци, Сплит и Задар навиват и за Хајдук и за Задар, така да никогаш меѓу нив не мало некои проблеми. Нормално, за Торнадо си навива за Задар, сплитските навивачи си навиват за Сплит, меѓутоа никогаш не мало некој проблем у врска со навивачите меѓу Сплит и Задар. Кој надпревар најмногу го паметише вака одиграм во Задар, кај што публиката на вистина била задоволна и се радувала на тој резултат и на таа игра? Првично има неколку надпревари, пошто посебно чувство беше додека се играе у јазине, у салата, затоа што публиката е многу блиско и многу гласна. За разлика новата сала, каде што настапувавме последната сезона, каде што без разлика што е полна салата, теренот е далеко и слабо се слуша. Така да најголем печаток ми оставија ние некои надпревари што се одвиваа у јазине. Зборуваме за публика, тоа се надпреварите, поготово Партизан и Звезда, каде што од секојаш било тие голем ривалитет и на теренот и надвор од теренот. И оние против Цибона, каде што поготово оние надпревари што ги игравме за титула првата сезона, поготово каде што навивачите на Задар Торнадо беа толку гладни за таа титула, затоа што немаа освоено 19 години од времето на Петар Поповиќ, кога ја победија Цибона, нели, на таа една позната утакмица против Дражан Петровиќ во Загреб, кога освоја таа титула. Од тогаш немаа хрватите, мислам од тогаш немаа освоено. Задраните и у независна Хрватска немаа освоено, па тогаш беше тоа, мислам, имаше 3-4 луѓе кои гледаа надвор пред салата на видео бим, затоа што салата не можеш да ги собере сите што сакаа да влезат да го гледат тој надпревар. Ти влегуваш на некој начин и во она убава историја, би рекол, на клубот, бидејќи си бил во екипата кога за прв пат во самостојна Хрватска екипата на Задар го освојува првото место, станува шампион на државата. Држава која што и ден денеска има квалитетна кошарка, можеби не е на тоа посакувано ниво, но сепак тука е во елитните европски репрезентации. Се зависи од периодот, како ќе налета генерацијата, па тренерите, па условите, па ждрепки во квалификации, и тоа е многу битно. Во секој случај имаш убави спомени од Задар, а веројатно и гледачите ќе ги интересира дали во тој период немаше понуди да го напуштиш клубот и да заиграш за клубови, например, од Италија, Франција, Шпанија, повторно од Германија и така. Не, има понуди, да речеме, од Цибона, сега не беше, тоа е крајно непријатно, така публиката да те сака, да те поддржава и ти сега да отидеш, за мене тоа беше несоодветно, некој викам и Цибона во тој период беше добар клуб и настапуваше во Евролигата, има понуди од Украина, од Русија, меѓутоа добив многу коректна понуда од Задар, добро се чувствував таму и затоа останав тие
5 години таму, нормално кога нели на крајот не може да соработувам веќе со Благо, тогаш напуштив. Имав тогаш понуди од Вршац, имав и некои други понуди, на крајот прифатив понудата од ПАОК. Од причини што веќе ми беше тука Солуне многу близко до Кавадарци, можеш да си доаѓаш. Запали колата и дојди дома. И ПАОК е исто така клуб кој има исто голема традиција, нормално не е Олимпијакос или Панатенаикос кои во нели овие последните 10-15 години доминираат таму. Доминантни се, Доминантни се, меѓутоа ПАОК е ту, барем во тој период кога бев ја таму, ни првата година бевме 5-то место, втората година бевме 3-то место и тогаш се зафркававме дека сме го освоиле грчкото првенство, затоа што у смисла таму постои едно првенство кое си играат за Олимпијакос и ПАОК, затоа што тоа е едно многу повисоко ниво, додека ова другото послабите екипи си играат друго првенство, затоа што нели Олимпијакос и Панатенаикос беа барем во тој период таму недопирливи и по буџет и по квалитет и нормално они настапуваа нели у таа Евролигата каде што имаат многу високи резултати. А како изгледа надпреварите меѓу градските ривали, ПАОК и Арис? Имав среќа да настапувам во животот во такви клубови како што е да речеме Задар, каде што имаше таква една прекрасна публика. Исто така и ПАОК има една прекрасна публика. И доста е интересно, поготово на тие надпревари против Арис, против Олимпијакос и против Панатенаикос, салата е полна. Надпреварот место да трае саат и пол до 2, обично трае 2,5-3 саата. Постојано се фрла на теренот. Загревањето е невозможно, поготово ако сте гости, тогаш се загревате само околу кругот, затоа што нон-стоп се фрла нешто на теренот. Меѓутоа остануваат тие впечатоци каде што нормално ние како спортисти многу повеќе сакаме да настапуваме во една полна сала, во една таква атмосфера отколку во празна сала. Значи најнезгоден начин да настапуваш на некои важни надпревари е тоа да слушаш топката кога удара од паркетот. Сигурно мислам, мене барем би било секогаш така, да поголем мотив, макар и да е против мене публиката, да биде полна сала и да има добра атмосфера за играње. Кој имаше повеќе гледачи, Арис или ПАОК? На тие надпревари, пошто во Грција на тие надпревари претходните години имало доста проблеми, доста тепачки низ градот и несакани нели жртви. Грчкиот федерација имаше забрането да има гостински навивачи. И така кога игравме ние дома беа само навивачи на ПАОК, кога игравме беа само навивачи на Арис. Меѓутоа и едната и другата сала беа исполнети до последно место, освен делот позади клупата на гостинот, таа беше секогаш празна и со некои гости од клубовите, од управните одбори или така. Се провлекувале и гледачи од Арис, ама не групно вака да дојдат како навивачка група, бидејќи ставот бил таков, нема гледачи кога играте дома на Арис, нема гледачи на ПАОК кога играте кај Арис, кој гостуват. Секогаш беше полна сала и многу добра атмосфера. И кој беше поуспешен по тие дуели? Ова те прашувам, интересно ми е затоа што едно време пред тебе, многу години пред да одиш ти во ПАОК, тренер на Арис беше и Лазо Лечич. Да, добро, Лазо беше тренер во времето кога Арис беше најдобар клуб у Грција. Па играше во Final Four. Да, после кошарката од Солун. Се сеќавам во Сарагоса кога триумфираше Југопластика Арис. Со Лечич беа на тој Final Four тамо 89-90 година. Тогаш Арис беше, мислам, најуспешен грчки клуб и после полека кошарката се селе у Атина и почнуваат Олимпијакос Панатенаикос да стануваат полека по-добри и по-квалитетни. Јас додека бев овие 2 години, првата година Арис беше лошо котираше, они беа негде доле, ние бевме 5-то место, а
Втората моја година игравме за трето место со Арис. Ние бевме трети во текот на првенството, имавме предност на домашен терен и тогаш имаше Грција доби уште едно место за квалификации за Евролига. И тогаш ние игравме со Арис, кој ќе го добие тоа трето место и ние у тој дуел до 3 добиени победивме 3-2 против Арис и прв пат после 90 и која година таму Паок доби место, иако у квалификациите у Евролигата. Арис играше во Евролигата порано, уште кога беа Галис и Јанакис како главни играчи, мислам, и денеска ги вбројуваат едни од најдобрите грчки кошаркари, беа познат тандем, посебно Галис кој ги имаше и симпатиите на гледачите без оглед дали се работеше за надпревар меѓу Арис и Олимпијакос или Панатенаикос од овие атинските клубови. За Галис навиваа и гледаа со респект кон него. Тој има нели освоено нели за Грција првата европска титула за грчката репрезентација, така да. Па и тоа многу вака значеше и за гледачите и за цела Грција. Така, не само за спортскиот дел од Грција, туку воопшто за сите, за цела држава. Сега ти тука некаде меѓународната кариера ти завршува со настапите во Солун за Паок и се враќаш дома. Дома, дали беше во дилема каде да одиш, каде да продолжиш, бидејќи се уште се чувствуваше способен да дадеш максимум во играта. Тогаш, нели тоа е таа 2011 после тоа првенство во Литванија каде освоивме четврто место и тогаш... За тоа посебно ќе говориме, кога ќе завршиме за клубска кариера. Идејата ми беше дека тогаш поради игрите таму почнавме да добиваме интересни понуди. Добив понуда од Шпанија, добив понуда од Бугарија, добивме таква некои интересни понуди, меѓутоа мене ми беше некако доволно од таа нели интернационална кариера. Ја веќе тогаш имав полни 34 години и некако полека почнав да го спремам патот на кај дома. Во тој период МЗТ беше така амбициозна екипа која почна да прави малце поквалитетна екипа, собра некои од тие репрезентативците како Чековски, Стефанов, Стојановски. Исто и јас добив некоја понуда и ние полека, мислам јас почнав, нели имав повреда, некоја после повредата се вратив во МЗТ и тогаш нели освоиме и таа првата титула за МЗТ од кога што почна и мислам дека од тогаш МЗТ ги осваја сите титули поред. Доминантен беше. Следната година презеде палката од работнички. Следната година дури добивме и вајлд карта за учество во АБА лигата и настапуваме нели 2 години поред во АБА лигата. Првата година мислам и дека го освоивме 7-то место, а втората 9-то мислам дека тие се така Тоа беше како пласман во поранешната прва југословенска лига. Добро, АБА лигата е таа. Во Задар која игравте, како се однесуваше публиката во АБА лигата, например, која настап? Од начин. Таму, да, прво кога првиот пат стигнав во Задар, цела сала стана и ми аплаудираше на представување. Така да, мислам... Што вика, ете го начин. Да, бев јас и капитен, така да имав голема поддршка од сите навигачи таму. Кога се врати, мене ми изненади тоа што и кога се вратив да играм против Сплит со МЗТ, цела стана и да ме поздрави и да ме аплаудира. Никогаш не сум настапувал, но секогаш против Сплит. Ама веројатно луѓето ценат, коректен однос имав на теренот. Така да, веројатно. Ценат затоа што ја познават и ја сакаат кошарката и нормално е така да се однесуваат. Да не дивеат, да не, туку со аплауз да ги поздрават асовите. А еден од тие асови, ако скромно рече ти на почетокот, не се сметаш за легенда, јас тврдам дека си легенда.
твојата легендарна височина и големина ја покажа и на Европското првенство, па сега доаѓаме на 2011 година, се враќаме, значи, назад, кога Македонија го постигна најголемиот успех, предводен од Марин Докузовски на европската сцена, бевме четврти, тоа беше големо изненадување за сите, особено изненадувачки беа резултатите уште во квалификацијската група. Ајде сега малку за тие денови минати во Литванија и за резултатите и некои средби. За жал ти имаш и пех еден пред крајот на шампионатот се повреди, ке ни кажеш и за тоа подоцна каква повреда беше и зашто се работеше, а сега да тргнеме од почеток, од стартот со црногорците, па потоа дојдоа другите, па словенците, па грците и така натаму. Таа екипа беше создавана со години која испаднаме у таа Б дивизија и тука се направи таа смена на генерациите, таа претходната генерација никако млади со Пеце, со Врбица, не однеси на европско, со Заре, не однеси на европското. Ние беме тука како кои помагачи, да речеме, на тоа европско првенство во Франција и после тоа имавме малку... Зборуваш за 99-та, кога првпат учествувавме на европско. После тоа испаднаме, у Б дивизија и тогаш имаше таа смена на генерациите, од постарите остана Врбица, Стефанов и ни полека таа некоја генерација почна да расте и преку едни квалификации, неуспешни други квалификации стигнаме до она европско првенство во Полска, каде што прв пат поминавме и групата, после на следните квалификации, тогаш беше малку потешко да се квалификувате на европско првенство, затоа што тогаш учествуваа само 16 екипи на европското првенство, тогаш прв пат пред Литванија се зголеми на 24 екипи, мислам, и тогаш таа генерација полека дојде до својот, како да кажам, зенит на квалитетот, затоа што тогаш ние од 8 играчи, 9, поголемиот дел од играчите сите настапуваме надвор. Дел во Евролига, дел во Улеп Куп и полека стигнаме до ниво на квалитет. И тогаш е тој надпревар со Црна Гора, на кој ја не настапувам, затоа што пред да одиме за Литванија и бевме во Германија на некој пријателски надпревар и таму имав истегнување на квадрицепсот и не настапував таму и во текот на тој надпревар, бевме тука постојано, бевме близко, игравме и продолжетоци и на крај изгубивме и тука малце изгубивме и волјата некако. Мислевме дека пошто кога одевме натаму идејата беше да се победи Црна Гора, по квалитетот требаше да победиме Црна Гора и Финска и да поминеме групата, а после да видиме што натаму. И тука падна тоа малку, тоа некое разочарување, меѓутоа следно надпревар беше со Хрватска и немаме нешто посебно што да изгубиме. Одигравме еден таков надпревар, губевме 10 разлика и второ полувреме меѓу нас и со Марин, со тренерот, викаме ова е тоа. Да тргнеме, дадеме се од себе, ако победиме, ако не спремни сме, може и да си одиме. Да. И тргаме во тој еден налет, на Боме Калеп тука доста квалитетно одигра, на крајот Владо Илиевски ја заврши со таа последниот кош и тука тргна тој веќе еден позитивен ефект, излезе и нашиот квалитет на виделина, таа некоја си атмосфера што имавме меѓу нас како една фамилија, измеѓу тренери, играчи, стручен штаб, управа, доктори, сите заедно и еден по еден надпревар, таму до оној надпревар, онаа тројка со Русија, што ние мислам бевме без пораз. После тој, пред Русија е тој еден надпревар со Словенија, каде што паѓам ги кршам рацете. Не дека некој може да каже со сигурност дека ја ако сум бил, че сме освоеле ова или она, може би да сум бил немало да победиме ни со Литванија, меѓутоа јас како дел од тој тим фалеше еден висок играч у таа некоја ротација каде што би можел да ги одморам останатите тројца, да дадам свој придонес, меѓутоа тоа е тоа.
спортот е таков, ние сме Што се задоволни. случи, за каква повреда се работеше, дека информациите стигнува дека повредата не е наивна, меѓутоа ти си сакал и покај таа повреда да играш, кога веќе си видел дека тоа не е можно, остана барем да ги бодриш до крај своите соиграчи. Имав и некоја идеја да си одам за тоа што за мене беше тоа едно разочарување за тоа што како дел од екипата сега седиш на клупата, не можеш ништо да направиш, не можеш да помогнеш ништо, а знаеш дека си дел од таа екипа. Меѓутоа, кога поразговарав со Марин, тогаш заедно се договоривме, одлучивме дека би било добро за цела екипа и за мене лично да останам, пошто нели како дел од таа екипа. Иако не можев спортски како играч да помогнам, едноставно бевме долг период заедно, беше глупо сега за 2-3 надпревара да ги напуштам нив. И ти остана, сигурно ти беше тешко кога игравме, например, со Литванија, оној решавачки надпревар за пласман во полуфиналето, можам да замислам само како си се чувствувал таму на клупата, гледаш, а не можеш да помогнеш, но за среќа дојде и до тоа и рековме, леле, што направиш? Ај за тоа, кажи ми како изгледаш. Тоа ни беше нас една интерна шала. Леле, што направивме уште претходно. Да. Кога ги победувавме оние Другите репрезентации. Другите, меѓутоа кога Владо постигна таа тројка, изгледа природно му дојде и остана и ќе остане таа забележена у историјата на македонската кошарка како еден, не знам, најпознат, најспецифичен момент. И самата тројка, самиот успех и самата изјава, мислам дека и Владо и целата македонска кошарка е препознатлива по таа негова изјава, леле, што направивме. Викаат луѓе, даде кош, тој вика леле, во тие моменти па и не можеш поинаку да се однесуваш, особено што ја победуваш репрезентацијата на земјата домаќин на шампионатот, а тие очекуваа дури финале, дури и титула. Да. А ние ги елиминиравме и влеговме во полуфиналето, тука веќе со шпанците подруга беше приказката. Едноставно, мислам дека ние многу добро одигравме тој надпревар. Меѓутоа, ете, они го имаат тој расположен навару, кој што од каде и да шутнеше, да ваши. Све погода. Беше незауставлив, иако пак ќе кажам, ние одигравме еден многу квалитетен надпревар. Постојано бевме тука некаде, меѓутоа, у секој момент кога имаме некоја си мала можност да префрлиме, да го превратиме резултатот, тогаш се наоѓаше тој тука со некоја луда тројка или со некој луд кош ке пресече. Да не врате назад. Тавам кога ќе помислевте тргаме, готово, ќе правиме разлика, ќе дојде кошот негов. И пак одново сега мораш пак пошто од почеток. Од почеток сега. А какво беше, мислам, расположението пред оној меч во борба, веќе бевме елиминирани од шпанците и остана да играме во малото финале со русите. Сакавме да, како би се рекло тоа, да се осветиме. Не да се осветиме, него да му вратиме на русите за оној пораз што беше во групата. Тој пораз водевме 2 разлика и русите ни дадоа тројка од не гледајќи го кошот ни даде тројка, сакаме да го вратиме на овој поважниот надпревар кој носеше нели медаља. Пак ќе кажам, и тој надпревар го одигравме на едно високо ниво, бевме постојано тука. Ете, несречно на крајот, за малку, за еден кош. Ете, тоа е. Среќата што не пратеше низ целото првенство, тука ни застана. Тука ни застана и мада јас и сите како членови на тој тим, мислам дека сме многу задоволни од тој резултат, иако секогаш ќе жалиме за
медаља е медаља. Добро, тоа е така, меѓутоа кажи ни малку вака каде ја создававте таа позитивна енергија навечер, например, пред решавачките дуели кои следеа. Реков, имавте една хемија, се собиравте тамо. Јас знам нешто од разговорот со Антич кога правев за него исто така емисија, дека сте се дружиле, сте се договарале и тогаш паѓала одлука, дечки, утре гиреве, соборуваме на терен. Таа енергија ние правевме повеќе години, како што растевме со квалитет, нели по клубовите и квалификации за Европското првенство во Полска, како растевме малку по малку, така растеше и таа дружба меѓу нас, тоа траеше доста време, веќе многу се познававме, секој лето бевме заедно, барем по месец ден, се дружевме постојано, имаме една добра дружба, меѓу нас, нели, тоа не имаше многу се поголема и поголема позитивна енергија, нашето соба ја следите робевме примери, нашето соба беше секогаш отворена, туку сите доаѓаа, се дружевме постојано. Тоа сакам да го кажам. Цело постојано имавме меѓу нас шали, дружби, нормално и договарање за следните надпревари, имавме моменти кога се опуштавме, имаше моменти кога мораше меѓу нас да се договараме, тука идеа и тренерите, и пренесувавме енергија на помладите дека треба да дадеме се од себе, дека на крајот и не е толку важен резултатот колку е важно тоа да излеземе на теренот и да дадеме се од себе секој колку може. И тие што не влеват да дадат енергија од клупата позитивна и тие што играат да дадат поддршка на тој што ќе промаши, на тој што ќе сгреши и така мислам дека тоа се ствараше таму од ден на ден за да ете дојде до една таква позитивен резултат и позитивна енергија меѓу нас како играчи и како пред се како пријатели. Од тие моменти не видовме повторена таква хемија во нашата национална репрезентација и навистина жалиме што ете не може тоа да се повтори и еви последните резултати покажуваат дека далеку сме од тој квалитет што го имавме тогаш како репрезентација. Сега да ни кажеш ти, бидејќи во еден период изјави ти се повлекуваш од репрезентацијата и мислевме дека тоа европско првенство на кое што бевме четврто пласирани, ти е последно од европските првенства, но ете се случи да настапиш и на следното тука те наговорија кој Мекелејп, Антич или кој. Ајде да ја вратиме, може би ти рекоа таа иста хемија од претходното европско. Види, ни хемијата си ја имаме и после тоа на европското, меѓутоа веќе не можам да кажам за другите. Другите беа се уште млади и можеа да настапуваат, меѓутоа јас веќе да рачунаме тоа е 2013 година, јас веќе имав 36 години. Значи мојот квалитет веќе со годините си тоа е реалноста, квалитетот со годините се губи и знаев дека веќе не можам на ниво кој го бара едно европско првенство да го дадам, меѓутоа ете тука мислам дека направив грешка што ете дојдов. Ама ете, нели, имавме тоа пријателство меѓу нас, имавме таа некоја позитивна енергија, дружба и кога ти испадна таа нели сликата како Владо Бомекалеп и Перо ме молат као да дојдам сега да сепак ни сме луѓе кои се останатме и од тогаш у контакт и со кои почесто со кои поретко се гледаме и се слушаме. Се вратив, меѓутоа тоа не беше нивото кое требаше да го дадам. Го подсакуваше ти. Да, и ете, резултатите беа такви какви што беа, не беа добри. Тука изгубиме, нели, со Босна, иако водевме, со Литванија на крајот. Сите надпревари бевме тука, Србија победивме 15 разлика, така да ние таму дадовме исто се од себе, меѓутоа ете, тоа нешто малку ни фалеше да ја поминеме групата, после никогаш не знае што може да се случи. Малку фалеше, ете така, тие 2-3 надпревари,
што ги изгубивме, ете, не направивме уште еден чекор плюс и тоа беше. Тоа следната генерација дојде, се откажавме ние постарите, следната генерација направи добар успех, тие се пласираа на следното европско, каде што исто и они за малку не се поминаа групата, меѓутоа реалноста на нашиот спорт е дека нас прво ние како успех го гледаме пласирањето на големите надпреварувања, а после таму што ќе направиме зависно од нели и од генерацијата и од квалитетот и од среќата, секогаш сепак сме ни мала држава. Ти имаше 4 европски првенства настапи, ми се чини, 99-та во Франција, 2007 или 2009-та, следното европско првенство пред Литванија. 2009-та, 2011-та, 2013-та, Полска беше тоа е 2009-та и ова во Франција. Литванија и последното твое ова за кое што во Словенија, последното, јас следното не настапував. Во 2013, значи 4 европски. Во тој период имавме шанса и за да учествуваме во квалификации за Олимпијадата. Учествувавме на квалификациите, тие беа у Венецуела. Како да кажам, некако како да се исплашиме од таа некоја победа. Водевме 15 разлика со Доминикана, водевме 15 разлика. Сега нормално Доминикана е на квалитетна репрезентација со 3 НБА играчи, и тоа играчи кои се главни по своите тимови и успеавме за некои, 5 минути да изгубиме целата разлика. Некако не се снајдовме во тие некој период, пак не можам да најдам прави зборови што се случи во тие некои 5 минути каде што таква една од екипа која игра и мислиш дека не може да направи грешка, оти дома у игра која мислиш дека како некои деца се собрале. Да, и тогаш ќе одигра. У една минута, 2 одигравме така неквалитетно и таа разлика за 5 минути се стопи и го изгубивме тој многу важен надпревар. Ова те прашав за тоа што учествуваш на европско, на светско, немаше шанса да учествуваш, а Олимпијадата е сон, би рекол, на секој спортист, кога ќе достигне одреден квалитет, посакува да се најде на најголемиот светски собир, а кој друг ако не Олимпијадата. За жал тогаш имавме шанса, бевме тука на дофат да се пласираме, но не успеавме и веројатно целата твоја генерација жали за Каракас и настапите таму каде што не успеавме за малку да влеземе во олимпизмот, би рекол. Не го направивме оној последен чекор, не успеавме да го направиме, ама пак ќе кажам, во кошарката е многу тешко да се пласираш на Олимпијада, затоа што мал број учесници има и тука се секогаш и најквалитетните репрезентации. Тука, кога станува збор за Олимпијада, тогаш, иако да речеме за европски и светски првенства, често знае да има откажување. Кога станува збор за Олимпијада, тогаш доаѓаат најквалитетните играчи на сите репрезентации. И собираат за да направат јак, силен состав за олимписките пресметки. И ти да вистина, еве сега можам да кажам, имаше и сама раскаже една прекрасна кариера, успешна кариера и остануваш запаметен не само од гледачите, туку воопшто влегуваш и во македонската спортска историја и антологија, можам да кажам, бидејќи со оној резултат на европското првенство, не знам дали некогаш ќе се во скора иднина ќе се повтори. Сите вие што бевте во тој состав на Македонија ги заслужувате сите спортски почести од нашата држава. Ти доби и орден од председателот на државата за заслугите што ги даде и придонесот твој за афирмацијата на Македонија. Ти го врачи председателот тогаш Ѓорѓе Иванов
И тоа е уште едно големо признание за твоите спортски достигнувања и за она што го даде ти воопшто за македонскиот спорт. И сега пред да се разделам од тебе, не можам да не го споменам и оној момент кога се реши да, откако веќе го напушти активното играње, да се приклучиш на Федерацијата, во работата на Федерацијата, кога за председател дојде Перо Антич. Кажи ни за тие моменти вака напусно и зошто ја напушти функцијата? Јас кога престанав, значи тоа беше мојата последна сезона во работнички, тогаш тренер беше Марин Докузовски, тогаш разговаравме дали да продолжам со играње или пошто нели веќе на крајот на кариерата почнувате да размислувате што би правеле сега после тоа. Со Марин разговаравме за тоа, он ми викаше да ме убедуваше тогаш да станам тренер, јас му кажав дека не сум заинтересиран за тоа, дека би сакал да работам со млади и тогаш он ми даде понуда да ја водам младинската школа на работнички, таму останав 3 години. Се занимавав нели со тие од мини баскет до 20 години, тогаш го направивме оној вториот клуб на работнички за втора лига, да настапуваат тие младите кои не може да обезбедат место во првата екипа, затоа што нели работнички секогаш е на некое високо ниво, за да можат повеќе да имат минутажа. Отворивме и тие втор клуб за втора лига и тогаш Перо полека почна да се враќа нели од странство, од играње и почнавме да разговараме федерација и се договоривме да пробаме она што е наше искуство, да го пренесеме на федерацијата, оние наши конекции за подобрување нели на кошарката. Бев 3 години таму скоро, меѓутоа не се пронајдов у таа некоја си функција. Спортски директор не се пронајдов у тоа и кога видов дека не можам да испорачам резултати кои јас мислам дека треба ја лично да ги испорачам, иако морам да кажам дека федерацијата функционира професионално, се прејавуваат сите репрезентации, има успеси и постојано сме тука влезна во А дивизија, едната цело време постојано е во А дивизијата, репрезентацијата сега се пласира на квалификации, има се подобри резултати, има се повеќе клубови, има се повеќе членови како у женска, така и у машка категорија, меѓутоа јас не се пронајдов у тоа и ради тоа да пуштив, мене ме замени Марчо Србиновски, кој се работи својата работа многу професионално, постојано е по терените, по надпреварите, по тренизите, така да тоа си функционира на едно повисоко ниво и сега тоа е смена на генерациите, после тоа нели првенство 2015 кај што беше, полека доаѓаат некои нови млади генерации кои полека играат по познати европски клубови, некои на колеж во Америка, па да видиме како тие ќе се развиваат, иначе како таленти вака даваат надеж. Даваат надеж, па видиме тоа. Ова надеж, велат надежта никогаш, таа последна умира. Да веруваме дека оваа генерација сега што ја создаваме и оние што доаѓаат, ќе направат некој резултат за задоволство на бројната кошаркарска публика и воопшто спортска публика во нашата држава. А на крајот од емисијата да ти се заблагодарам за учеството, ова емисија посветена на македонските спортски легенди и уште еднаш за нашите гледачи да кажам дека тоа беше нашиот познат кошаркар Тоше Тодор Гечевски.